Изразот од ликовите нова платно од некогашна представа. Најреално ја отсликува драматичната ситуација во која подолг период се наоѓа зградата на Македонскиот народен театар. Со тек на времето од помало протекување, сега чувствуваме неверојатно лоши последици и буквално дел од фојето се поплавува. Повеќе од 2 милиарди денари, или околу 34 милиони евра, преку Министерството за култура се потрошени за изградбата на објектот во рамките на проектот Скопје 2014. Театарската зграда беше отворена во 2013 година, а денес дел од фоајето изгледа како сцена од хорор представа. Одронети тавани, ѕидови набабрени од влага, вода покрај самите електрични инсталации. Дел од театарската сценографија пак пренаменета за заштита на скапиот ентериер. Повеќе пати се правени санации делумни, како од изведувачот, така и од неговите подизведувачи. Дел од нив претпоставам дека беа и во рамките на гаранцијата која што следи со објектот, меѓутоа ниедно од тие зафати не го реши проблемот во целост. Како што велат од МНТ, проблемот доаѓа од терасата на северната страна, каде хидроизолацијата не била поставена соодветно. Деновиве почна нејзина целосна санација и тоа со сума од 1.200.000 денари, добиени од Министерството за култура. Санацијата е од поголем карактер, значи се прави тотална реконструкција и санација на терасата, а понатака и санација на ентериерот, затоа што и тој е прилично оштетен, и со тоа очекуваме дека овој проблем конечно еднаш за секогаш ќе се реши. Според директорката на МНТ, Симона Огриновска, сегашната санација е само дел од поправките што треба да се направат во зградата. Во телефонскиот разговор ни рече дека на прво место го ставиле протекувањето, за да се гарантира безбедноста на публиката и на луѓето во објектот. Оштетувања се видливи и од надворешната страна на театарот, на фасадата и оградата. Од Министерството за култура ни рекоа дека до нив не е пристигната информација за други оштетени делови од зградата. Од таму додадоа и дека МНТ има обврска да се грижи за тековно и инвестициско одржување на објектот. Во театарот моментално не се изведуваат представи, а новата сезона се очекува да почне на есен со редовен репертоар. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.